Кога зборуваме за активно граѓанство, не зборуваме само за невладини организации, не зборуваме за воопшто пред се за организации, туку зборуваме за индивидуи. Значи во активното граѓанство учествуваат индивидуи и се додека во Македонија не сватиме дека да бидеш активен граѓанин не значи да бидеш дел од некоја формална организација, туку да бидеш активен граѓанин е ти самиот нешто да правиш како индивидуа. На некаков начин со губење на тој индивидуален пристап ни бега од перцепција и големата флексибилност која што ја нуди граѓанскиот сектор. Тоа значи дека јас во активноста како дел од граѓанскиот сектор не влегувам како член на некое здружение, како член на некоја невладина организација, туку се обидувам низ невладините организации кои што постојат да ги задоволам, да ги поставам на дневен ред моите различни потреби и интереси. И тоа е можеби еден од елементите кои што најмногу бега во она што представува граѓанско делување во Македонија, а тоа е флексибилноста. Не припаѓам ја кон една организација, не припаѓам кон две организации, туку имам одредени потреби и интереси, имам одредени ставови, имам одредени прашања, имам одредени барања и барам на кој начин, со кои луѓе, преку кои средства најдобро ќе можам да ги поставам, односно да ги изнесам на виделина и да побарам нивно задоволување. Значи, индивидуалноста и флексибилноста се елементи кои што многу ни недостасуваат. На некаков начин мислам дека во одреден период, во желбата да се формираат што е можно повеќе невладини организации, го заборавивме неформалното здружување. Воопшто не мора да постои формално здружување за да може да се делува. Не морам да имам регистрирана невладина организација со статут, со извршен борд, со членови и слично, за да можам да се соберам со граѓаните и заедно да поставиме дури и подолгорочно, не краткорочно, одредени барања и слично. И токму заради тоа во водичот јас се обидов да укажам на две декларации кои што се многу малку познати кај нас, а првата е онаа декларација за правата и одговорностите на индивидуите. Прво се спомнуваат индивидуите, групите и организациите на општеството да ги промовираат и штитат универзално препознаените човекови права и слободи. Ние дури и во законот, значи законот кој што зборува за асоциациите на граѓаните и слично, и покрај тоа што се спомнува неформалното здружување, не се спомнуваат индивидуи. И како да продолжуваме и во нашата ментална шема повеќе да ги вклучуваме колективитетите како начин на делување отколку индивидуите. Втората декларација е исто така декларација за бранителите на човековите права, не за организациите кои што ги бранат човековите права, не за здруженијата кои што ги бранат човековите права, туку за индивидуалните бранители. Забораваме дека е тоа наше право како на индивидуи да ги браниме човековите права. И тука доаѓаме до она што го спомнавте за улогата на нашата држава. Во целиот овој развоен период на македонската држава, исто така како да побегна тој елемент на индивидуалноста. Некако дали заради специфичните услови, дали заради предоминацијата на етничката компонента при структурирањето на државата, поврзаноста на човековите права во почетокот на развојот пред се со малцинските права, цело време всушност се зборува за колективитети. Па и тогаш кога државата се обидува да создаде, било сакајки или не сакајки, или заради тоа што е присилена тоа да го направи, одредена правна рамка во која што ќе го овозможи постоењето и делувањето на граѓаните, таа е свртена пред се кон колективитетите. Да речеме, јас денеска открив дека
читајќи ги законите, дека е направена таква промена со која што граѓаните како индивидуи не можат да побарат, немаат систем да побарат автентично толкување на одреден закон. И дури и ако се судрат со тој закон, дури и ако не може на никаков начин во пракса да се спроведе, тие не можат да побараат од собранието, тоест од своите представници, од своето највисоко законодавно тело, автентично толкување на законскиот текст со кој што се судираат или кој што не може да се имплементира. Така што тука јас ги гледам основните проблеми. Две пречки во развојот на граѓанскиот сектор, јас можам да ги видам како некој кој што уште од некоја си далечна 93-94 година е вклучен. Прво, специфичната економска состојба придонесе до тоа граѓанскиот сектор да биде перцепиран многу често како сектор кој што нуди вработување, кој што нуди екзистенција. Мислам, тоа е факт. И многу невладини организации беа формирани всушност по тој принцип и тоа на некаков начин го спречи она индивидуализирање за кое што претходно зборував, односно луѓето не ги гледаа тие организации само како алатки преку кои што можат да делуваат, туку како место кое што може да ги задоволи некои сосема други нивни економски потреби и интереси. Меѓутоа, тој начин на размислување пак некако го направи импотентно граѓанското делување. Имено ги вметна во некакви шеми и ги бирократизира, всушност го бирократизира граѓанското делување. Повеќе се мислеше на процедурите, повеќе се мислеше на документите, повеќе се мислеше на начинот на регистрација и слично, отколку на она што би представувало содржина на делување на граѓанството. И автоматски се изгуби оној елемент на креативност. Значи, граѓаните во своето активно делување може да бидат многу креативни. Нема друга рамка за граѓанското делување освен повредата на правата и слободите на другиот. Не постои, значи, друго ограничување. Меѓутоа, нашите луѓе не излегуваат надвор од шемата. Да речеме, многу мал број се оние организации или индивидуи кои што направиле нешто поинаку и секогаш тоа наидува на прилично позитивен одзив меѓу граѓаните. Да речеме, едно време беа распејани Скопјани. Се сеќавате, нели? Мислам колку добро беа прифатени тие пораки, колку беа јасни и колку позитивен беше односот кон таа група на млади луѓе кои што на поинаков начин ги адресираа проблемите на кои што сите ние работиме. Потоа беа тука индивидуалните појави, морам да го спомнам Писарев сега. Мислам, тие ајкулите, очите, мајмуните и слично, мислам, беа прекрасен начин на излегување надвор од кругот. На некаков начин, еве сега во последно време, граѓанските организации ја открија улицата и сега едно-две, ајде ќе одиме да демонстрираме. Ама демонстрацијата е еден начин, една алатка на изразување на одредено барање, на изразување на одредена потреба. Постојат многу други. Да речеме, јас не сум видела луѓе кои што ќе искористат можноста која им ја дава законот за локална самоуправа и да присуствуваат на седницата на локалната самоуправа на која што се разгледува завршната сметка и буџетот на локалната самоуправа и да поставуваат прашања. Не еден, двајца, абе 100, 200, 300, 500 луѓе доаѓаат таму со подготвени прашања и на тој начин почнува да работи системот. Значи, ние можеме да зборуваме за реактивно однесување на државата, за ограничувања кои што не ги става државата, меѓутоа, ние не ги искористуваме ни оние тесни рамки кои што во моментов постојат, а врз основа на кои што би можеле нешто да направи.